Мартин, ова за егото во музичката индустрија ми беше прилично интересно. Тоа не важи само за неуспех, во принцип важи за... Како кажа, за многу неуспешни диџеи. Не само важи за диџеи, во принцип. Егото е најголема место, мислам, во уметноста. И во принцип луѓе што немале доволно храброст да се пуштат себе си, да пробаат да си го стварат сонот. Без разлика дали ќе бидат успешни или неуспешни во стварување на сонот. Туку галски ги знае луѓе буквално кои што дефинитивно не мрдаат и не пробале нешто, немале доволно храброст, таму егото е најизразено. На кои личности мислиш? Конкретно? Општо, генерално. Не би споменувал и никогаш. Добро, а си им кажал ли нив лично, можеби? Си им дал до знаење? Па не баш. Искрено не баш, затоа што троши ми муабето празно. Добро, си имал ли ти понекогаш его? На почетокот, можеби, или... Можеби многу на почеток. Многу на почеток. И после тоа сваќаш дека луѓето се таму кај што се зашто има причина кај што се. Зборам за поуспешни, зашто обично кој его тоа е као зашто овој пушта музика, а не пушта музика. Пушта музика затоа што има публика, зашто луѓе го сака. Без разлика дали јас сметам дека е добар или не е добар. Стигнал до таму да пушта музика. Стигнал до таму да пушта музика, точно, или било што и да е дејност.